Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова телма амбуланта. Телото на жената поминува низ постојани и силни промени во текот на животот, на кој особено е чувствителна вагиналната регија. Многу жени избегнуваат да зборуваат за своето интимно здравје. Промените ги доживуваат во тишина, сами, со бројни неодговорени прашања. За вагиналната сувост, падот на гениталиите, непријатноста за време на интимните односи, неволното испуштање урина, но и незадоволството од изгледот на интимната регија, разговараме со професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство. Може ли лазерскиот третман да биде решение за ваквите проблеми? Ќе дознаете веднаш по рекламниот блок. Има бројни проблеми со интимното здравје кај жената, поточно со вагиналното здравје за кое што малку или воопшто не се зборува. Токму затоа во фокусот на денешното издание на Телма амбуланта се токму овие здравствени женски проблеми. Разговараме со професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, Марија, секогаш ми е чест да сум ваш гост. Бројни се проблемите кои што се поврзани со интимното здравје кај жената и тие може да влијаат како на самодовербата, така и на квалитетот на животот. Ќе ги разгледаме во денешната емисија најчестите. Еве можеме да ги погледнеме веднаш, а на табелата ни е на прво место издвоено вагинална сувост. Вагиналната сувост, професорке, дали може да се јави во секој период од животот на жената или е поврзано само со менопаузата? Многу повеќе се јавува во периодот на менопауза, постменопауза, меѓутоа не е ретко да се јави во периодот од 18 до 50 години, кога очекуваме дека жената во еден репродуктивен период. Јас би почнала со тоа што денешните 50 години се како поранешните 30 години. И во однос на раѓањата, и во однос на грижата за здравјето, освен темата за која што ние денеска зборуваме, за која што морам да признам дека многу помалку се зборува од тоа што заслужува, особено затоа што оваа симптоматологија за која што ние денеска ќе зборуваме, почнувајќи со вагиналната сувост, вагиналната атрофија, ако сакате понатаму, се функционални и естетски проблеми кои што се јавуваат кај жената, а неретко таа сама наоѓа начин алтернативно да го реши овој проблем и многу поретко се јавува кај својот лекар. Периодот во кој што се јавува најмногу може да е врзан со некој хормонски дефицит, кога се работи за помлада пациентка, не со бременоста, повеќе со породувањето и периодот на лактација или доење. Да, кога се случува дефицит на естроген и нормално периодот на предменопауза, перименопауза и тој постменопаузален период, кога аналогно на тој дефицит хормонски може да дојде до такво намалување. Ред други болести исто така може да влијаат, но генерално периодот во кој што се јавува еден долг период од неколку декади, кој што кај некаде 17% според студиите жените можат да го имаат како симптом. Така, што е сериозен процент, 17%, и кога зборуваме за кај помладите жени, дали вагиналната сувост може да се јави поради често измивање на интимната регија, да речеме со некои агресивни хемиски средства? Една од причините може да е абразивни. Хигиена. Па може така да се каже. И тоа е едно од нашите прашања кога разговараме со пациентката, кој е начинот на кој што таа го одржува своето интимно здравје, кои се тие препарати. Денеска е широка палетата на производи кои што една пациентка ги користи, од препарати за топикална или локална употреба до број таблети, шампони, PRP, третмани и разни други хемикали кои што може да дадат секако промена на pH вредноста и понатаму можеби да доведат и до ваква промена. И ретот болестите кои што може да се случат па и на некоја помлада пациентка исто така може да е причина токму така за појава на ова состојба кај жената. Претераната физичка активност овој период кога интензивно вежбаат младите, може и тоа да доведе понекогаш до вагинална сувост или нема директна корелација? Таква корелација не постои, освен доколку сепак се користат во таа состојба одредени препарати дополнително.
А меѓутоа самата физичка активност не е ризик Директно фактор за да се поврзана. јави, апсолутно. Како жената чувствува вагиналната сувост? Има ли некои специфични симптоми? Симптомите се како резултат на истенчување на зидовите на надворешните гениталии, би рекла, не само на вагиналниот зид, туку и на останатите, на вулварниот дел, така што таа сувост секогаш е препратена со одредена симптоматологија. Тоа е и првото кое што ќе ја натера пациентката да побара решение, не секогаш кај нас, некогаш кај фармацевтот. Тоа се појава на црвенило, понекогаш оток, понекогаш пецкање. Практично тоа се првите знаци. Во подминати години промена и во бојата, депигментација, исто така може да е една од симптомите или една од последиците на оваа состојба, и тие чести иритации нормално може да доведат понатаму до компликации, односно до одредени инфекции, кои што не се секогаш врзани само со овој дел, туку понекогаш и со уринарниот систем. Ке влијае ли се тоа на квалитетот на сексуалниот живот? Секако дека да. Пациентките многу често го споменуваат, можеби не е тоа првиот во прв момент, меѓутоа како последица на оваа состојба секако да го споменуваат и тоа, иако тие состојби на вулво или вагинодинија, така наречено стручно, или болка, кои што се јавуваат како последица на ваквата сувост, секако се еден загрижувачки момент и ке постарата и ке повозрасната популација, кои што имаат начин да се решат и има повеќе алтернативи за да се решат. Значи има начин да се реши, не мора да се живее со оваа состојба? Кој е Секако. наједноставното решение? Ние имаме индивидуализиран пристап кај секоја пациентка. Факт е дека мора да ги знаеме сите детали, никогаш да не одиме поагресивно, односно никогаш да влеземе во ризик давајќи одредена терапија. Иако можам да кажам дека заблуда е во минатите години, особено со новите комбинации и на хормонска терапија и со новите третмани, не хируршки, а тоа е лазер интервенциите, дека може да се направи некоја штета или дека се тие некои нови препарати кои што можеби имаат поголемо штетно влијание на тој дел од надворешните гениталии. Има од препарати, креми, таблети, прстени кои што може да се аплицираат и Каде кои се што аплицира прстенот? се аплицира во внатрешноста. Добре. И има прстен кој што може 3 месеци да го носи пациентката, практично депона естроген кој што ќе Испушта естроген? испушта естроген. Поретко се наоѓаат, морам да кажам, во нашата држава, околината, мислам дека може да се најдат. Другите креми, другите вагиналети кои што ги содржат овие препарати, апсолутно мислам дека се присутни и дека се една од побезбедните варијанти кои што пациентка може да ги користи. Советувате да ги користат? Се во зависност од тоа за што е кандидат пациентката. Прво медицински, а секако понатаму и таа како профил може да одбере. Не хируршкиот пристап, односно користењето и на лазер третманите, кои што се релативно нови, меѓутоа безбедни, безболни пристапи, иновативни, кои даваат добри резултати, особено на краткорочните студии покажуваат голем бенефит, исто така се една опција. Значи лазерските третмани може да трајно да го решат проблемот? Или Трајно решавање ниту со хируршкиот третман, ниту со медикаменти, ниту со лазерот не може да се обезбеди, сепак е тоа одредена состојба која што бара дополнение и на препаратот и повторување на интервенцијата, и се додека се чувствува како потреба, би требало да се повторува. следниот проблем за кој што ќе говориме во денешната телма амбуланта е вагиналната атрофија, односно опуштањето на вагиналниот зид. Како изгледа тој проблем? Што се случува со вагината за да таа да атрофира? Вагиналниот зид е еластичен орган, би рекла, кој што особено при спонтано породување, ние кои што работиме акушерство, имаме добра визуализација како може еластично, да речеме, да се адаптира на плодот како родилен објект. Меѓутоа, во исто време, морам да кажам дека потребата за заштита или за обновување на тоа карлично дно или на тој зид вагинален, за да не се случи таква релаксација или таква понатаму атрофија, бара постојано одржување. Многу малку се зборува за физичката активност на тие карлични вежби или кегелови вежби, кои што секоја жена би требала и во текот на бременоста да се припреми, особено доколку се поради спонтано, а уште повеќе после породување во наредниот период, за да може да ја одржи таа карлична диафрагма, односно да го одржи подпората на вагиналниот зид, за да не се случи таа атрофија.
Со годините како останатиот како кожата, така и тој дел со мукоза кој што е обвиен од вагината, секако дека попушта, има потреба од некоја потпора. Кога повеќе се случува, мислам дека е едно од прашањата кои што особено младите пациентки знаат да го постават во случај кога треба да се породат. Дали е тоа кај оние пациентки кои што би се породиле спонтано или со царски рез. Или со царски. Различни студии. Одговорот е дека се јавува почесто кај пациентките кои што спонтано се породени. Меѓутоа секогаш не е врзано со начинот на породување, повеќе е поврзано со начинот на тежината на плодот, бројот на породени деца и тоа како се одвивало породувањето, односно колку време родилниот објект, како што викаме ние, или плодот се задржал во тоа карлично дно или во тој вагинален зид. Значи, сепак таа потпора има одреден капацитет да ја задржи, да го задржи тонусот, но како ќе се случи едно, второ, особено после четврто спонтано породување, има потреба за обнова, има потреба за повторно затегнување. А епизиотомијата која што се изведува за време на породувањето, може ли да остави ваков проблем? Еве да објасните за што се работи. Епизиотомијата е медицинска интервенција која што селективно, не на секоја пациентка, треба да ѝ се понуди, но често се изведува. Често се изведува таму каде што нема доволна еластичност за да може да помине без да се случат руптури или крварења од страна на вагиналниот зид. Често се изведува, но повеќе во случајот е превентивна процедура, која што не би имала штетно влијание за појавата на токму на овие. Тоа е хируршко засекување на вагиналниот зид за време на породување, потоа се породувањето се згрижува, се сутурира, се шие. Се шие и во случај на лошо зараснување, може би е поголема компликација, може да даде при интимни односи, може да даде одредена болка или дискомфорт, а некогаш и само естетски на пациентката може да ја штети и да има потреба да го коригира. А дали вагиналната атрофија е типична и нормална за периодот на менопаузата? Повеќе се јавува во периодот на менопауза, затоа што токму влијанието на намалената физичка активност, пролапсот на органите кои што се во околината, а тоа се мочниот меур, дебелото црево, останатиот притисок, физичката активност некогаш кај пациентките, тоа е едно често прашање кое што го поставуваме на секоја пациентка, дали таа крева повеќе од 2 килограми. И можам да кажам дека голем дел од пациентките се разочарани кога во ваква ситуација ќе советуваме дека не сме да крева повеќе од 2 килограми. Тоа се вообичаено пациентки кои што во менопауза, постменопауза, се пациенти кои што имаат се веќе баби или имаат потреба да помагаат во чување на своите внучиња и мислам дека таа информација која ќе ја споделиме со нив дека тежината која што ја креваат е клучна за да се задржи статиката, односно особено после интервенција дека треба да внимаваат на физичката активност. Сепак жената е нежна и многу повнимателна треба да е во однос на особено она која што не е физички активна во периодот на старење, затоа што тоа е еден биолошки процес, трае многу долго, би рекла не периодот на старење, туку периодот на менопауза и сите овие промени може да бидат многу подискретни и може да бидат намалени и да не ги осеќа како непријатност, туку како една мала физиолошка промена која што може да се случи. Кај повозрасните жени може ли вагината да испадне, да забележат испаѓање? Да, во нашата пракса се случува и предниот и задниот зид да може да проминира или да се повлече, токму поради тој лигаментарен апарат кој што ги држи околните органи, меѓутоа доаѓа до спад, во голема мера има генетиката улога. Вториот фактор ризик го кажа веќе спонтаните породувања, протрахирани или многу долги породувања на крупни плодови над 4 кг и 500 грама, да речеме, и оние пациентки кои што се физички работнички, односно кои што во текот на животот креваат тежина која што е несоодветна за нив.
Еве кај помладите жени, кај кои што ова се случило поради породувањето, спонтанното породување или пак некоја друга причина. Какви симптоми може да почувствуваат? Како да знаат дека имаат атрофија на вагината? Или тоа го дознаваат на гинеколошки преглед? Атрофијата е поретка кај помладите пациентки. Морам да кажам дека тој естроген дефицит, освен после породување и после тој период, ако трае подолго на лактација, не е случај. Кај пациентки кои што имаат одредени автоимуни болести, може да се случи, кај Сјогрен или некои други, кај одредено хематолошко или онколошко заболување кои што примаат одредена радиотерапија, и кај млади пациентки кои што имаат примена на орален контрацептив. Значи, хормонската терапија може да доведе всушност до ваков проблем? Да, може да доведе до таква промена во дефицит на естрогенот и да има потреба топикално или да се додаде нешто за да може таа атрофија да се врати, односно да може да се реверзибилно е во тој случај. Реверзибилно би било, повратно е, значи може да се обнови цврстината на може да се обнови на мускулатурата на вагината. Практично се ремоделира. Конкретно со лазерските интервенции најмногу може да се ремоделира колагенот кој што ќе даде една потпора. Ќе се развијат едни нови крвни садови и во целост тој лумен или таа површина ќе може да се врати. Атрофијата таква како што постои во постменопауза е обновлива кај младите пациентки, односно онаа која што е резултат на некој естроген дефицит заради одредено хронично акутно заболување или одредено хормонско расстройство кај пациентките. Што е првиот чекор во третирањето на овој проблем? Прво е важно да се констатира во кој степен е, да се убаво разговара со пациентката и да се осознае за сите ризици кои што таа може да ги носи. Голем дел од некои препарати, особено естрогенски, може да имаат ризик, доколку пациентката има ризик фактори. Значи не секоја жена е кандидат за хормонска терапија? Не секоја пациентка. Има и нехормонски препарати, има и билни препарати кои што може да и бидат препорачани. Има одредена шема која што или режим кој што зависно од пациентот може да се ординира. Тешко е генерално да се каже дека може само една терапија. Најчесто кај помлади пациентки за таква рејувенација или за таква обнова корисни се лазерските третмани. Тоа е една новина во нашата диагностика, би рекла, односно во нашите терапевски процедури. Во последните 10 години се користи интензивно, има неколку типови, од радиофреквентни, CO2 и ERIAC или тие лазери кои што конкретно со кои што јас работам, кои што нудат една иновативност, кои што овозможуваат без компликации, без повреда термичка на околното ткиво, да може да се интервенира и во период од 1, 2, најмногу 3 третмани да може да се обнови и да се врати таа атрофија. На што всушност делува лазерот? На кој дел од зидот на вагината? Тоа е површниот и мукозниот дел, не навлегува длабоко. Добра. Со тоа што со самата потпора, со самиот термички ефект се возобновуваат крвните садови и на тој начин се доведува до затегнување, до нова потпора, дури и до намалување на луменот на самата Значи намалување на ширината всушност, така? Да, ширината, да. На бабарување на еден начин, би рекли. Колку време траат ефектите од лазерскиот третман? Во периодот гледано на пациентки кои што веќе пред 10 години, да речеме за прв пат пробале, тоа е период кој што треба околу 2 до 3 години да издржи. Ако во текот на една година или во рок на 6 месеци се направат 2 до 3 третмани, да сметаме дека наредните 3 години пациентката ќе биде во добра состојба. Најчесто добрата состојба значи симптоматологијата која што не оди сама. Вагинална атрофија, сувост, често е пропратена со стрес инконтиненција, ургентна инконтиненција, исто така се намалени или се минимизирани. Ке проговориме детално за стрес инконтиненцијата, односно неволното испуштање урина, само да ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат со нивни прашања во програма. А ние ќе погледнеме уште еден проблем кој што е многу чест кај жената, а тоа се чувство на болки во текот на сексуалните односи. Дали жените кои што имаат сувост на вагината, атрофија на овој орган, ќе имаат исто така проблеми со квалитетот на интимните односи со нивниот партнер?
Овие две состојби токму се причина за таа болка во интимниот живот. Тие се тие пациентки кои што бараат начин како да можат нормално интимно да живеат. Се јавува ке помлади пациентки, понекогаш тој вагиноспазам, таа вулводинија, кажана стручно, или таа болка при само допир во надворешните гениталии, знае да биде токму причината од некоја вагинална екстремна сувост, некоја честа инфекција која што тука дразни, која што ќе даде истенкчување, или таа вагинална атрофија која што е последица на некој подолго траен процес на естроген дефицит. Генерално болката се надминува со тие препарати кои што веќе ги спомнав, кои што се за локална употреба. Хормонската терапија исто така комбинирана, може ке помлади пациентки да биде терапија од избор, но најбрз ефект секако би дале третманите кои што би ја обновиле оваа слузокожа и кои што би ја вратиле во нормала и кои што би ја намалиле сензитивноста заради истенченост. А дали релаксацијата на вагиналниот зид може да доведе до губење на сексуалната желба, но и сексуалното задоволство кај жената? Во исто време, вагиналната реовенација подразбира враќање на сето тоа кое што жената може да го изгуби. Да, на желбата, на либидото. Јас искрено кога зборувам со оваа група на пациентки и среќна сум што го искажуваат сето тоа со нас, многу пати советувам и дополнително психотерапевска поддршка за оваа проблематика. Не ретко, но понекогаш токму оваа болка која што се има при интимниот живот, пациентката има потреба да ја реши и со психотерапевт. Не секогаш постои органска причина, значи функционална, понекогаш постои некоја друга причина за која што е потребен и во позадина и психотерапевт. Така се ги ми сексолози, така што би, значи специјалисти по сексуална медицина кои што би можеле да одговорат и на овие прашања кои што се од психолошки карактер, предпоставувам. Да, се надам дека се веќе препознатливи, затоа што ние од пред неколку години на факултет и токму предаваме на оваа тема со оние кои што имаат 3 годишните студии и се надам дека некој навлегол малку подлабоко во темата. Така, имаме и кај нас специјалисти во таа област, веќе ни гостува, еве најавуваме уште едно гостување токму на таа тема наскоро во Телма амбуланта, ќе дадеме предност на гледачот да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Фала. Имам 70 години. Така. Не можам да задржам мокрачата, штом пуштам вода од чешма или да отидам до WC, ја веќе сум измокрена. Така. И предпоставувам дека ова ви го нарушува сериозно квалитетот на животот и барате начин да го решите проблемот. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Токму тоа е следниот проблем за кој што во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме, а тоа е соочување со блага или умерена стрес-инконтиненција. Не кај сите е блага и умерена, кај некои жени е сето тоа и посериозно. Зошто се случува овој проблем? Конкретно, проблемот на пациентката е поврзан повеќе со ургентна инконтиненција, многу блиску до стрес-инконтиненцијата. Ајде, објаснете ми разликата помеѓу ургентна и стрес-инконтиненција. Стрес-инконтиненцијата е неволно истекување на урина, кој што се случува при одредена физичка активност, понекогаш и банално кашлање, кивање, кај жена која што не мора да е во фаза на постменопауза, како што кажа претходната гледачка, може да се случи многу рано после породување кај млади пациентки и body mass индексот, значи обезноста е еден ризик фактор, морам да кажам тоа дека е важен фактор покрај возраста, но разликата од едната до другата патологија, конкретно со ургентна инконтиненција, е тоа што кај ургентна не може да се задржи. Практично секој стимул кај пациентката дава потреба за итно празнење на бешиката, кое што баш и на тој начин затоа е така буквално наречена ургентна инконтиненција. Многу е важно во кабинетот за уродинамика да се направи детална анализа на
овој тип на пациентки. Прво разграничување на едната и на другата патологија. Добра. И понатаму сите оние тестови кои што ќе одредат и ултразвучна евалуација и оние тестови на уродинамика кои што ќе одредат точно за кој тип станува збор. Многу лесните појави или лесните форми или оние кои што во почетокот ќе го пациентки почувствуваат проблемот, имаат начин да бидат решени со неинвазивна, со таблетарна терапија, Така. односно со ласерска терапија. Значи- Сите други ќе бараат најверојатно и друг тип на интервенција, тоа значи и хируршка интервенција. Значи советот е гледачката да се јави во кабинетот за урогинекологија. урогинекологија при Универзитетската клиника. Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Имаме уште две гледачки, предпоставувам, бидејќи зборуваме за женско здравје, но не мора да значи да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Очекуваме вклучување на уште еден гледач во денешната емисија. Доколку овој гледач не може да се вклучи, ајде да го слушнеме прашањето на вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма. Одлично, повелете. Јас се јавувам од Штип. Така. Мора да кажам дека не сум задоволна од гинеколозите тука од Штип. И го дадам пример, може да го кажам и докторот Нема Петров. потреба. Значи само кажете ни го вашиот Да. проблем, значи за што се работи. Добро. Значи, мојот гинеколог Матиќин отиде у пензија и јас прв пат одам на докторот кај новиот. И докторот вика ми прашуваме, кажува ми, знаеше дека имаш миом. Ја викам, да, знам. И сега ја очекувам од него да ми каже шо ја понатам. Нешто он си петреја и јас се предвреам, мислејќи дека треба он е тај што треба на мене. Така, да ми значи вие не каже- прашавте што понатаму, Да. имате ли конкретно прашање? Претпоставувам прашањето ви што да правите со миомот, а на кој А, возраст збор- рековте дека сте? Зборот ми беше, сакаше да кажам дека он ми дава некоја мас, што јас прв пат одам кај гинеколог и ми дава некоја мас и он не ми објаснува зашо се користи таа мас. Така, јасно, ве разбирам. Така. И јас, он не ја зема маста, дори он ми препорачува како аптека да одам да ја взимам. Ја не ја зема и се закажа си на приватно кај приватен доктор. Така, отидовте на друго место. Јас само Да. во интерес на времето тука ќе морам да запрам. Претпоставувам дека тоа е всушност е вашата поента, дека гинекологот треба секогаш да му објасни на пациентот со каков проблем се соочува и на кој начин треба да ја користи терапијата. Ви благодарам за вклучувањето. Важно е многу да се разговара, професорке, со пациентите. Секако е важно. Секогаш треба да се објасни во детали. И никогаш не треба да се занемарува било кој од проблемите, затоа што сите сме различни, сите сме посебни. Така. И за некого сите овие сега наброени, да речеме, состојби може да се банални, најмалку треба да се за лекарот кој што како мене, гинеколог, како ќе дојде некој од овие пациентки, но различни сме и некој ќе ги поднесува, ќе смета дека е нормално и физиолошки ќе функционира, но на некого и многу помали промени ќе му влијаат негативно на севкупното здравје и секако дека треба да се разговара, особено доколку се ординира терапија, каква терапија. Сите имаме ние начин, јазик на кој што можеме да ја објасниме на пациентката за што се работи. Така, но и пациентките, доколку нешто не им е јасно, може да постават прашања, да не Секако, премолчат. секако. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Слушајќи го излагањето на вашата докторка, имам да поставам прашање. Јас сум на возраст 70 години, Така? но мојот проблем е пред 20 и кусур години. Кога се породив со децата ми беа нејде околу 5 кила ги родив, така да тежината си допринесе за Така. пуно фактори. И сега појдов по лекарите, имаше на улазот, кога повеќе време се движам, на улазот ми излегува како јајце. Ми рекоа дека некоја жлезда е, некоја мрсно ткиво, што е тоа. Одев на лекари, одев на уролог, ми рече дека е еден вид тумор. Ако беше тумор, мислев до сега немаше да бидам меѓу живите. Потоа бе во цистина, ми рекоа да направам операција
и да го решам. Јас не се решив на операција. И така 20 и кусур години го носам тоа. Употребувам мас лионаладиол, ама од тоа мислим дека нема никаков ефект. И сега со тек на годините, со тек на времето, 70 години, мене од ден на ден се повеќе ми смета. Ја молам докторката... Така, што би ви советувала? Што би ме советувала? Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Благодарам на... Ви посакувам пријатен ден, професорке. Кој би бил вашиот совет? Жалам што пациентката е требало 20 години за да се реши да се јави и да побара решение. Многу порано можело да се дојде барем до диагнозата и до првите третмани кои што можеле да и се понудат во тоа време. Факт е, потврдува дека раѓање на дете кое што било 5 килограми, па и едно, може да доведе до вакви проблеми многу брзо. Најверојатно се работи за спад или на бешиката или на утерусот, на матката кај оваа пациентка. И секако постојат 3 степени до онај конечен, тотален пролапс. И доколку се работи за некој лесен степен, пациентката може да помине, меѓутоа со оглед на годините кои што поминале, мислам дека пациентката треба добро да биде упатена кон соодветен субспецијалист, урогинеколог, кој што ќе одреди за каков тип се работи на спад и да ја даде соодветен третман за операција. Не може да биде подобро, морам да кажам дека како напредуваат годините и како поминува времето, тој лигаментарен мускулен апарат, таа карлична диафрагма не може да се зајакне спонтано, може да дојде до делумно намалување на самиот волумен на вагиналниот зид, на таа сега зборувана сувост, атрофија, меѓутоа не може да се врати тоа кое што веќе се спушта и може да оди во потежок и во потежок степен. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, јас имам само едно прашање до докторката. Така, го очекуваме. Дали има нешто генетски, кога мајката во менопауза немала никаков проблем, дали може и ќерката да исто, нема потење, она не си имала ништо тоа. Ќерката се уште малку и оралато му оди, па ме интересира само дали генетски има врски или па секој тоа е посебно. Така, ова е едно убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам и вас. Така, што значи генетиката во овој случај, доколку мајката имала проблеми во менопаузата со изразени симптоми, ќе имали и ќерката и обратно, ако немала, може ли да очекува и ќерката дека ќе има мирна менопауза? Многу важно е, и го спомнавме на почетокот, дека генетиката има клучен фактор и дури интересно е дека точно и се повторуваат годините кога ќе почне тој менопаузален период или некогаш за жал многу рана менопауза со сите овие симптоми, кои што повеќе загрижува ке млада пациентка и од особена важност е секоја ќерка да биде информирана за тоа доколку мајката многу рано стабила во таков период, за да може да го планира забременувањето и обратно доколку тој период поминал многу физиолошки, кој што кажа пациентката, затоа што реално 50% поминуваат многу нормално низ овој период, но не е мал процентот и на сите останати кои што поминуваат и низ сите овие фази. Така. Така што факт е и точно е дека генетиката има клучно влијание и дека ако мајката поминала релативно мирно, би рекла најпопулистички, дека и незината ќерка исто би требало исто така да помине. Уште едно прашање ќе слушнеме од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Прво ви поздравувам емисијата. Ви благодарам. И конечно што се отвори темата за атрофијата на вагиналните мускули. Јас сум 60 години, пред 5 години направив целосна вадење на матка со јајници и веднаш после тоа почна атрофирањето, така да оваа тема скрос е непозната за некого. Така. И мило ми е што ете почнавте да се зборува на таа тема. А исто така ми се појави исто проблем, што сега еве се спремам за операција, ректо дела. Затоа повеќе информации за луѓето, за жените да знаат дека постои такво нешто, и воопшто не е едноставно ретко, не се за жал. информирани. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што го споделивте вашето искуство. Ви благодарам и за поддршката што ја дадовте и за оваа тема и за она што го работиме во Телма амбуланта. Чести проблеми се, професорке. Точно, и овде
еве и вие сте тие кои што имате особено важно влијание, убаво кажа и самата гледачка дека ги отварате темите кои што ние понекогаш индивидуално професионалците кои што работиме во оваа област не секогаш ја упатуваме пациентката особено мултидисциплинарно да ги решава сите овие последици. Убаво се спомна операцијата која што пациентката ја поминала пред неколку години. Јас ќе повторам и да биде јасно и за сите останати, особено пациентка кај која што се извадени јајниците многу порано, не може да се случи тоа и поради одреден бенигна, но поради некогаш и карцином, се исто така во огромен ризик фактор за оваа вагинална атрофија и за сите овие проблеми. И не секогаш овие пациентки се советувани да продолжат со психотерапевт, со овие препарати, со овие интервенции, откога ќе заврши лекувањето на поголемата, би рекла, болест. Некако се занемарува овој останатиот дел од тоа интимно здравје. И во тишина потоа си живеат жените со проблемот? Да, јас баш така, убаво кажавте, во тишина ги решаваат, најчесто ги решаваат една со друга, пријателски, проблемите дека поминало, траело толку и толку години, но еве, кај некои пациентки не е тој период 1-2 години од кога ќе се случат симптомите. Може да трае и 10 години и топлите бранови, и атрофијата, и секој овој дискомфорт кој што пациентката го чувствува во интимниот живот. Морам да кажам дека најчесто пациентки кои што доаѓаат кај мене и барем за ласер бараат интервенции се пациентки кои што биле на некое заедничко патување, имале одредена физичка активност и една по една сватиле дека тие веќе и не можат да имаат физичка активност слободно, токму поради проблемите на неволно истекување, подмочување, што би се рекла народно. Кое што е непријатно. Жените многу непријатно и носат понекогаш и влошки за еднократна употреба, па потоа се жалат дека влошките им создаваат некакво воспаление. Па тука си честите уринарни инфекции, односно честите цистити, сето тоа еден маѓепсан круг кој што сериозно го нарушува квалитетот на живот. Дали со лазерскиот третман на ѕидот на вагината може да се подобри и проблемот со инконтиненцијата, особено ако е блага или пак е умерена? Лесниот степен, почетниот степен, лесниот па до средниот степен нуди да може да овој третман, односно утврдува резултати на студија на пациентки претходно работени, кои што се веќе во последните 10 години, особено па и во нашиот блиски регион присутни како интервенции, дека кај овие пациентки се постигнуваат одлични резултати. Кај пациентки кај кои што оваа симптоматологија не трае повеќе од 10-20 години, како што кажа пациентката, најверојатно се работи за лесна се уште форма или умерена форма и со 2 до 3 третмани се постигнуваат релативно добри резултати. Што значи лесна форма? Кога неколку капки само да бидат? Да, тоа е повремено, при физичка активност, при подолго пешачење, значи не е тоа при 3 скали качување, или при секое придвижување. Тоа е веќе посложено. Тоа е веќе посложено. Понапредната фаза. Да. Бара претпоставувам и поинаков третман. Тоа бара веќе друг тип на интервенција, хируршки пристап. А би се намалиле и уринарните инфекции како што е циститисот? Последично на тоа секако дека ќе се намалат. Последично на тоа се намалуваат. Најдобрите резултати ги гледаат токму овие пациентки низ намалувањето на бројот на инфекции, низ зголемувањето на самиот вагинален ѕид, кој што понатаму нема да даде прурит и нема да ги даде оние банални инфекции, бикози, кои што многу често се јавуваат кај нив, кои што со ред препарати се лекуваат, понекогаш и по 6 месеци не може да дојдат до конечно излекување. Болен ли е третманот со лазер? Безболен, неинвазивен, краткотраен, пациентките веднаш после третман може да отидат на театарска представа, да речеме. Тоа е новитет. Јас ќе се радувам доколку во следните години многу повеќе колеги работат со лазер, прво во државата, за да може да го афирмираат како нова метода. Ќе се радувам доколку повеќе пациентки бараат на време грижа и иднината е токму на овие лазерски третмани и во посложени интервенции во иднина. Она кое што е предност, што сите овие третмани зависно од тоа за кој тип на болест се работи, дали се работи за стрес, инконтиненција, атрофија или сувост, имаат одредени девајси или одредени додатоци и точно дозирана термичка енергија. Така. И точно се знае колку временски се работи, со која амплитуда се работи и колку е тој топлински или термички ефект кој што треба да и се
на кој што се експонира пациентката. Она кое што веќе го спомнав, термичкиот ефект може да боли е некое загревање на ткиво, кое што доколку пациентката има преголем или понизок праг на осетливост, може да се даде блага аналгезија, не анестезија, туку блага аналгезија. И она кое што како последица може да се случи евентуално. Значи може да има несакани ефекти? Може да биде мало крварење или некое чувство на пецкање. Само тоа. Тоа се во текот на интервенција. Несакани ефекти, компликации од овој тип на интервенции не сум прочитала, може да дискутираме за тоа со било кого, не постојат, особено краткорочни. Затоа што толку е заштитен оваа технологија или толку е заштитен пристапот до каде се делува со овој ефект термички, да не може на никој начин да се повреди околно ткиво, а тоа е евентуална компликација која што може да се случи доколку хируршки се работи. Да дојде до крварење, да дојде до рецидив, да дојде до неможност тоа шиење или сутура, како што викаме ние, да ги задржи тие лигаменти, а во овој случај ова со термичката енергија многу полесно се постигнува. А колку често може да се повторуваат овие третмани? Па сега дали е тоа до недоглед, јас сметам дека на 3 години во еден период, да речеме, кога се интензивни овие симптоми, во еден период од 10 години, сметам дека би можеле неколку пати да бидат повторувани. Инаку овие ласери се користат, еве да го барав она што е последно во денешната емисија, за подобрување на естетскиот изглед на интимната регија. Значи може да се користат и за естетски ефект, оние кои што не се задоволни од тоа како изгледа надворешниот дел, всушност. Надворешниот дел, вулвата, тој дел може да се коригира? Надворешните гениталии, да, сите оние пигментации, сите оние промени со годините во кои што понекогаш како козметички ефект може да има потреба пациентката да ги третира, исто така се нудат. Во поново време се нудат и PRP третманите, токму на надворешните гениталии, кои што ке пациентката како на одредени други делови може со тој третман со собствена плазма, за да се обнови тоа локално ткиво, кожата и сите оние мали израстоци вагинални од хуман папилома вирусот промени, за да може да изгледа надворешноста така како што сака пациентката. Значи покрај решавањето на проблемите кои што доведуваат до некои здравствени тегоби, може да се влијае и на естетиката на женската интимна регија. И на естетиката, и на надворешните гениталии кои понекогаш од одредени промени како лихен склерозис, еве, нека не е само потреба од козметика, сепак кога се ова јадеш силен, јадеш избелување на само одреден сегмент, исто така од кога ќе се констатира дека се работи токму за ваква промена, може со ласерот да се обнови и да се врати розевата или да се јави природната боја која што би требало да имаат овие органи. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што отворивме една ваква тема која што е многу важна за женското здравје, бидејќи како што кажав и на самиот почеток на емисијата, сите овие проблеми влијаат и врз самодовербата и врз квалитетот на животот. Ви благодарам и вам на поканата уште еднаш. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.